И процената не добиеме што понатаму, бидејќи ние очигледно не можеме да видиме што понатаму. Процесите кои што се случуваат и се гледаат помеѓу две призми. Призмата е на тоа што правиме ние дома и колку извештаи добивавме дека немаме напредок или дека имаме стагнација во напредокот. Не треба на граѓаните да им презентираме дека криминалот и корупцијата и владењето на правото не се сегмент кој што Европската Унија го толкува како спремност или неспремност. Ние треба да воспоставиме систем на домашно решавање на проблемите, за кои што во голема мера имате огромна вина, на неспроведување, на уништување на системот, на владење на криминалот и корупцијата. Додека од една страна ние зборуваме за членство во Европската Унија, од друга страна Македонија тонеше во криминал и корупција. Тие две работи не одат едно со друго. Мора да бидеме реални. Ова е состојба на која што ние треба да работиме дома, да си ја завршиме домашната задача, да изградиме надворешна политика која што ќе значи интеграција со интегритет, да ја кажеме нашата позиција и да бидеме ревности дека единствено нешто за кое што треба на вистина да се бориме пред и над се нашите интереси, на нашата држава. Затоа што многу е лесно да напишеме на хартија работи, да ги потпишеме и да кажеме ова ќе го направиме. Го видовме ефектот од истото. Јас не би се согласила. Прво, овој процес, како што кажа и Марија, секако е многу години подоцна, не порано, значи не е само во времето на СДСМ, туку и на претходната влада на ВМРО. И јас како некој кој што е скоро влезен во политиката, јас тоа никош не сум го криела, а кој што ги следал долги години процесите, не само во животна средина, туку и во другите области, бидејќи тоа е интегрален процес, не би рекла дека состојбите се токму такви. Второ, денеска на македонската јавност, кога кажувате дека ако немате одложена примена на уставните измени, вие нема да одите на тој процес, а во меѓувреме не и презентирате на јавноста како ќе го решите проблемот, тогаш македонската јавност нормално дека ќе реагира, вклучени и политичките партии кои што се дел од тој процес. Ако ние видиме на маса план како тоа понатаму, без уставните измени, добре, сега имаше лидерска средба, не побарал лидерот на СДСМ информација? Не е стигнато до таму, најверојатно ќе се отвори тој процес. Значи, јас повторно ќе речам, ајде да не се префрламе кривицата едни на други. Јасно ни е на сите дека ако не бидеме дел од европското семејство, дека се потешко ќе ни оди. Ако бидеме дел од и почнеме да ги применуваме европските вредности дома, јас се согласувам дека имаме многу работа дома. Не се согласувам дека ништо не сме направиле дома. Впрочем, и да не заборавиме, ние поминавме низ корона криза, поминавме низ енергетска криза, поминавме, значи, владата во тие 3-4 години сериозно имаше проблеми за кои што не знам која влада може туку така да се справи. Знаеме тие што бевме дел од процесот, знаеме како се одвиваат тие процеси, знаеме колку беше во тие моменти кревко македонското општество, бидејќи ние не сме општество кое што имаме јаки економски перформанси, па ќе речеме еве можеби во случај на криза, добро ќе ги отвориме резервите, така ќе помагаме, меѓутоа де факто мислам дека кажа дека Кина по ниедна цена нема да го прифати тоа што го бара Трамп и дека тие ќе опстојат на своите позиции, веројатно Кина тоа го може, не знам ние колку можеме. Кога зборуваме за кризи, за тоа како што се случувало, морам да истакнам дека е многу важно да направиме разлика дека кризата се случуваше во делот на короната и на енергетската криза на секаде, не бевме ние изолиран случај, но прашањето беше како се справивме со тоа. Без разлика дали немаме добри економски перформанси, тука треба да се го поставиме прашањето, а зошто сме немале добри, солидни економски перформанси во тие години на владење, за да можеме да се справиме и со едната и со другата криза. Зошто не успеавме да бидеме подобри од тоа што бевме? Дали тука се истакна неспособноста на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и неумењето да се справиме со кризата? Дали се истакна слабите економски показатели? Тоа се прашања кои што во тој момент се покажаа како погрешни, политиките се покажаа како погрешни,
мерките кои што беа превземени беа задоцнети, ненавремени и можеме да отвориме многу диалог по однос на тоа кој и како се справува, затоа што ние имавме и земји од регионот кои што се слични или до некаде блиски на нас, кои што имаа многу поголем напредок во начинот на справување со тие состојби. Така што едно е која е ситуацијата, второ е прашањето како ние сме успеле како држава се справиме со истото. Не би се согласила заради тоа што ние ги зачувавме најголемиот дел од работните места и компаниите од затварање. Може би не секојдневно и не популистички и презентиравме на јавноста, бидејќи во времето на корона кризата и на енергетската криза се пласираше према правните и физичките лица се пласира некаде цирка околу 2,5 или 2,6 милиарди евра. Тоа најверојатно не го повторувавме постојано, како што го повторува сега владата предводена од ВМРО-ДПМН, дека сме зеле заем од 1 милиарда, која што ќе се пласира према единиците на локална самоуправа. Тоа може би треба малку да го подобриме својот пиар и може би треба да бидеме малку по популистички настроени, меѓутоа нас никош тоа не ни била интенцијата. Нас ни била интенцијата да работиме, да ги сочуваме работните места и мислам дека тоа го направивме во време на ковид и на енергетската криза. Имам безмалку десетина пресконференции држано за тоа колку од фирмите затворија во тој период, но од друга страна морам да не се согласам дека за да успеете нешто да го презентирате во пиарот, прво треба да го имате. За да можете добро да го пласирате во јавноста, треба да го имате како дел со кој што ќе настапите. Не е дека сте слаби во пиарот, туку мислам дека сте слаби во реализација на проекти и мерки и политики, затоа што ако би имале што да презентирате, тогаш и таа алатка која што стои на располагање на сите да го презентирате она што сте го направиле, нема да ви недостасува. Повторно не би се согласила. Знаете, една интересна досетка слушнав пред некој ден. Велат, во времето на владењето на ВМРО-ДПМН популизмот станува работно место. Па сега во ова време или во претходните? Да, и викам како ви стекнуваат вакви работи. Знаете, мислам, не се согласувам, во секоја криза имате и позитивни, секогаш негативни, нели? Имате негативни и позитивни последици. Меѓутоа, резултатите, впрочем, и она што го добиваме како извештај од Европската комисија секоја година, а тоа може да се отвори да се прочита, во времето на ковид кризата, во времето на енергетската криза, најголемиот дел од работните места беа сочувани и најголемиот дел од граѓаните беа помогнати во оваа држава и мислам дека на таа тема но тоа не се одрази позитивно на последните избори. Тоа не, јас ви велам, ние носиме прогресивни промени и за тоа ја плаќаме многу често цената, бидејќи прогресивните промени, резултатите ги гледаме после години и ги разбираат граѓаните впрочем после години, а резултатите ги гледаме веднаш. При крајот на емисијата сакав уште две теми да опфатиме. Лидерот на СДСМ непосредно по изборот на местото лидер на СДСМ по внетрепартиските избори излезе со констатација дека ова е најнеспособна влада во која што работниците не го добиваат заслуженото, мислејќи на покачување на платите и на минималната плата. Митева, што ќе се случи на овој план? Па Ева би го повикала председателот на СДСМ ова да го каже на вработените во здравствениот сектор, да го каже на вработените во образованието, да го каже на пензионерите кои што зема покачување од 5000 денари линеарно. Би го повикала да го каже на матичните доктори, на стоматолозите, на гинеколозите, на луѓето вработени во безбедноста. И ова се само дел од покачувањата кои што оваа влада изминативе месеци ги направи. Лесно е да застанете на пресконференција и да зборувате дека ова е неспособна влада, ова ништо не направила, но ефектот е малку поинаков кога ќе имате од другата страна некој кој што ќе ви одговори со работа и со дела, наспроти со празни зборови. Прво, како влада, доколку вашето прашање се однесуваше во делот на минималната плата, ќе се надоврзам и на тоа, затоа што ги следам состојбите и ќе ви кажам дека никогаш не кажавме дека минималната плата нема да ја покачиме, ниту кажавме дека сме против предлозите кои што беа. Да, но ставот да се договорат синдикатот и работодавачите да остави простор да се мисли дека владата не е за. Знаете како не може да се остави простор да се мисли дека владата не е за, кога во економско-социјалниот совет членуваат од една страна работниците, односно синдикатите, и од друга страна се работодавачите. Владата е фасилитатор на целиот тој процес.
многу пати повторувавме и јавно кажувавме дека седиме со нив да изнајдеме најдобро решение. Од наша страна ќе бидат презентирани бројките во буџетот, ќе биде презентирана фискалната импликација која што би ја имало. Се бараше покривање на придонесите. Ќе биде презентирано кои се плановите на економски план, за да можат и работниците и работодавачите да имаат поголемата слика од аспект на тоа како работи владата во делот на економијата, па така тие да носат одлуки и да најдат еден заеднички јазик и консензус за тоа како би се договориле. Наша обврска по постигнување на таков договор би било тоа да го исполниме. И цениме дека таквиот пристап на водење на диалог, јас повторно ќе се навратам на тоа, на оваа држава многу години наназад и недостасуваше на водење на диалог. Оваа влада е подготвена да седне, да разговара буквално со секој еден чинител, без разлика дали станува збор за работниците, работодавачите или било кој друг, да ги вкрстиме аргументите и да најдеме заедничко решение кое што наша обврска би било истото да го проблем се чини реализира. според на вчерашна средба дека синдикатите меѓу себе не се разбираат. Па јас од тоа што го видов во изјавата на синдикатите дека го поздравуваат чекорот на владата за отварање на диалогот, дека се тука, се спремни да разговараат и да бидат на масата, да пробаат заеднички да го најдат решението и да, од она што можев да го забележаме дека тука можеби постои некое недоразбирање за кое што ние повторно се разбира по утврдување на репрезентативноста на еден од синдикатите, ќе се формира повторно тој ќе се свика. Има ли предвидливост или во време, во тајминг кога би можел да се очекува? Јас можам да ви кажам дека таа комисија е веќе формирана, дека таа комисија веќе работи, дека сите процеси кои што се во насока на утврдување на репрезентативноста се во тек, не би можела временска рамка да ви кажам, ќе треба тоа дополнително да го проверам па да ви информирам и вас и јавноста, меѓутоа работите се придвижуваат. Да завршам мислата, по утврдување на таа репрезентативност на синдикатот, економско-социјалниот совет повторно ќе може да донесува одлуки, ќе биде свикан и повторно диалогот ќе биде. И само уште едно прашање, морам да прашам, подготвена ли е државата, може ли буџетот да издржи понатамошни усогласувања сега со минималната, бидејќи ако порасне минималната плата, треба да се прават усогласувања на другите плати? Ние постојано говоревме дека ќе мора да размислуваме спротивно од начинот на кој што континуирано се водеше економската политика од страна на Социјалдемократскиот сојуз, односно да видиме како да ја зајакнеме економијата во делот на продуктивност, како да направиме колку повеќе компаниите да бидат тие кои што ќе учествуваат во целокупната економија. Оваа влада на економски план има силни перформанси, има навистина силен план како тоа да го обезбеди и ќе бидеме во можност континуирано да обезбедиме еден стабилен, предвидлив би кажала, економско предвидлив раст и на бизнисите и на граѓаните. Добро, амбициите се големи очигледно. Во одреден сегмент најверојатно и популистички, ама добро, времето ќе покаже. Ние очекуваме да видиме ги видиме тие големи инвестиции кои што се најавуваат еве веќе 9-10 месеци. Ние стоиме позади зголемувањето на минималната плата, тоа јавно го кажуваме долго време, меѓутоа ние и работевме на малку поинаков начин, особено во делот на пензиите. Ние воспоставивме методологија која што без разлика на тоа кој е на власт, по закон, усогласување врз основа на трошоците за живот и врз основа на минималната плата, мислам дека ќе се усогласуваат 2 пати годишно. Визави она што го направи ВМРО-ДПМН и линеарно им даде на пензионерите 2.500, па сега уште 2.500. Јас деновиве имав прашања од пензионери, односно од оние кои што треба да се допрва да се пензионираат од 1 април па наваму, велат, а што со нас? Дали беше ова коректно или беше некоректно? Мислам дека ова тема за која што ќе треба јавноста малку да поразговара. Значи, актуелните пензионери добија. И заради тоа сметавме дека ова не е коректно како мерка, него дека треба да стои мерката за да се оди усогласувањето согласно методологијата, затоа тоа го воведовме и го ставивме како закон. Впрочем, ние и во изминативе неколку месеци понудивме мерки за зголемување на платите. Знаете, преку субвенционирање, преку субвенционирање апсолутно и преку придонесите кои што нема да треба да ги плаќаат компаниите. Значи, не само во јавниот сектор,
туку како тоа да се регулира и во приватниот сектор. А во однос на зголемувањето на платите, секако е за поздравување кога се зголемуваат платите, особено на здравствените работници, меѓутоа не треба да ги заборавиме сите останати сектори во државата, бидејќи не се само здравствените работници и образованието, сите останати се и мора да подадеме рака и зголемување на платите и на јавната администрација, бидејќи гледаме во каква состојба, мотив повеќе за да можат повеќе да ги извршуваат своите обврски. Една мала интервенција ќе дадам само. Ако мислите на онаа методологија во однос на пензиите која што ја укинавте, а беше донесена од владата на ВМРО-ДПМН, па ја презентиравте како шведски или дански модел, точно не се сеќавам и повторно го вратив истиот модел, морам да ве коригирам, но тоа беше методологија на пресметка на пензија која што претходната влада на ВМРО-ДПМН ја донесе, вие го укинавте тој закон и потоа истиот го препишавте и кажавте дека е нов некаков дански или швајцарски модел, можеби и шведски, не знам сега точно не се сеќавам. Благодарам очигледно за оваа тема. Во некоја следна дебата би можеле малку повеќе да зборуваме. Има многу прашања. Ви благодарам многу што бевте дел од вечерашната самовистина. Почитувани, ви благодарам и вам што бевте со нас. Пријатно.